Бум! Добре дојдовте во вашето омилено место и вашиот омилен простор за снимање. Денес со вас е Мето и ова е трета епизода од Let's hear what you got. Cooking with Mето. Cooking with Mето. Wrap it up. Exit that way. Thank you. Тие што знаат од кај е тоа, нека кажуваат. Денес готвиме, односно печеме, односно пржиме, односно правиме лазања. Значи, најбейсик јадење, ама многу луѓе грешно го прават. Така да ние ќе ви ги покажеме најправилните чекори да ја направите најоригиналната, најдобрата и највкусната лазања. Let's go! Прво ги презентираме состојките. Говецко мелено месо, препорачливо да е чисто говецко, може и мешано, заедно. Морков, кромид розев, затоа што е поблак, или уствари нема врска, таков имавме. Маслиново масло, ова паста што е вака за лазањи, ја знаете. Препорачливо е да користите конзерва со ови вака што се италијански излјупени пелати или домати, ама можете и со доматно пире. Само јас ви препорачувам со ваква конзерва. Малку доматен концентрат, рендон кашкавал, мислам, може ви да го изрендате, ние го имаме купено рендон. Путер, бибер, оригано, сол, брашно и млеко. Мислам, едно млеко е доволно, ние имаме затоа што боба има малку. Значи, правиме домашен бешамел сос, домашен болонјезе сос и после заедно ја редиме пастата со состојките за да добиеме лазањата. Уживај. Бум. Да бидеме по-профи.
Битно во чекорот е оваа паста да не ја варите. Значи пастава не се вари, него се става директно во лазањата и ќе се сготви сама во печењето. Бум! Сега исто така е многу важно да ја оставите да одмори 15 на минути, па после да ја исечете. Ама ќе биде лудница. Да ги видиме слоевите. Не можам да го пишам мирисот. Респект. Се гледаме за 15 минути. Бум! Ова е тоа што треба да биде. Меко. И одлично. Вака треба да ви изгледа лазањата. Ние сега одиме да демолираме лазањата, а ви уживајте во остатокот од видеото. A few moments later. Бум! Вашите омилени јутубери се спавнира повторно во Скопје, Македонија. Не ви снимивме во пат ништо, затоа што бевме многу заморни и сега го превзема кадарот нашиот камерман. Иван. Немаме ништо во план да ви снимиме и дојдени сме на едно многу убаво место што се вика Железничка Амигос. Имаме нарачано бургери интересни и пица една интересна, така да најверојатно ќе биде со voice-over, затоа што сигурно не ме слушате добро и го хейтате звукот сега, ама на пат се новите микрофони. Кога ќе дојде едењето, одиме на voice-over и ви го презентираме едењето, а до тогаш уживајте. И да, не заборавајте и вие да земете нешто за едење, не седите гладни, или барем грицкајте за мало. Името од иднината превзема на voice-over, еве екипата, весела. Теди го презентира незиното виски, какво виски. Ice Tea од праска, ние пиеме Коца Зеро, се подразбира, најдобрата Кока-кола на планетата. Респект! И пристигна храната. Прва е пицата на ред, наполитанска добра пица со пршута, пармезан, шери домати, рукола, сос од пелати и моцарела. Многу добра и солидна пица. Следно го имаме бургерот од Иван,
што е со некој интересен сос. Не знам точно како да го опишам сосот. Има кисели краставички, сланина и бургерот е фулиран. Од страна има и чипотле мајонез. Ова е мојот бургер, некој грчки стил на бургер со како грчка салата има внатре, фета, краставица, домати и така натаму, некој сос и класичниот бургер од Теди. Мислам, чисто класичен, да речеме, чизбургер. Тука имаме и пресек на двата бургери и битно е да кажам тука како јас и братот си ги делиме на пола бургерите. Искрено морам да признам, Иван кажа дека мојот е бољи, така да респект за Иван. И тука е местото на злосторството. Ги демолиравме, значи ги убивме, оброците ги направивме партал и пицата, и бургерите, и само компирчињата остана. Бум! Правиме брз unboxing на неколку парфеми. Поточно на двајниот е поклон. Не можам да го отворам. Имаше попуст во една парфимерија. Нема спонзор за парфимеријата. Ама отвараме два арапски парфеми. Првиот. Треба да влезе воздух. Добар. Тука ги имате нотите. Мислам дека беше од Латафа, да. Од Латафа. Прв пат го гледам, ама добро мирисаше таму на тестера и затоа го заведам. Сега одиме со другиот. Исто од Латафа. Овој го гледам подолго време, ми излага на TikTok. И сака да го гледам, не знам како мириса, и кога го мириснав, има прича. Има уште нешто овде. Има уште нешто, ама не знам што е ова. Ова изгледа за во кола. Изгледа. Мислам, не ми изгледа на такво. Не е дезодоранс. Не е дезодоранс изгледа. Да, дезодоранс. Много јако мирис. Иде и мислам дека е дезодоранс. Не знам дали е гратис, беше во кутијата на страна. Убаво мириса, слично на парфемот. А парфемот... Ево. Овој мислам дека посвеж од претходниот. Добар. Добар. Ева ги нотите. Добар. Респект за арапските парфеми. Хитор мис се, ама кога се хит се многу добри. Знам дека рандом кадри ви е во овој влог, се е хаос, ама мора да има и такви видеа. Најак. Кога се поклонат и се пикна внатре. Никаква реакција. Омилен. Што се уплаши, бе? Што се уплаши? Методија и мислам чекам. Мери Крайсле. Много е јако.